2016 е година во која дури од трета мајка, Македонија успеа да одржи предвремени парламентарни избори. Денот за гласање се поместуваше и поради договорот власта да не ја користи позицијата за да ја промовира партијата. Колку испочитуван принципот за одвоеност на државата од партијата е прашање што заслужува внимание. Една недела по изборите, темата ја разгледуваме низ фокусот на судбината на проектите кои власта ги започна во годината, која беше едно долго предизборие. Скопје, 1 октомври 2016 година. Министерството за одбрана постави камен темелник за првата зграда, што треба да го реши стамбеното прашање на војниците. Заедно со гаражно место, но со паркинг место, поземно паркинг место, едноособен стан ќе чини некаде околу 19.000 евра, а четворособен стан со паркинг место и другите погодности ќе чини не повеќе од 45.000 евра. Неколку дена по изборите, на локацијата реално е рано да има згради. Но ако навистина почнала изградба, треба да има повеќе од само неколку дупки ископани на денот на промоцијата. Така ископале повеќе? Да, за подземните гаражи грант. Сарказмот на Аднан Налитов од Независниот синдикат на војниците доаѓа со силна доза горчина. 6 години министрите им ветуваат дека ќе им го решат стамбеното прашање. Исто толку години тие им објаснуваат дека најголемиот дел од нив нема да имаат пари за такво решение. Министерството нема и што да понуди више во реалната ситуација, па што да излезе во пресрет на изборите, го најави ова и се некако се најавуваат предизборно. Значи имаше една средба министерот со вработените, кај што беа и доделени више становите, се знае више кој каде ќе живе, на која страна, на кој спрат, со кого ќе бидат комши, ама реалната ситуација не е така. Значи, хартијата да трпи се, ама припадниците на армијата уште ништо немаат до сега. Алитов сепак се надева дека еден ден се ќе се реши во корист на војниците. До тогаш, место големи проекти, бар од властите основни работи, униформи, редовна храна и струја по касарните. 4 март 2016 година. Првиот човек на ВМРО од ДПМН е Никола Груевски е во Кратово. Прави увид на проекти кои се прават во општината. Спонтано собраните граѓани му предочуваат проблем. Покрај Радин мост, кој што е познат во нашиот град, се јави едно свлечиште, а сега веќе и свлечиштето се заканува да наштети на самиот мост. Радин мост реков. За Радин мост да дојде комисија од култура. Веднаш доаѓа и комисијата. Констатира дека свлечиштето не е опасно, но повикува на што поскоро санација. Владата на Република Македонија, Министерството за култура, заедно со Управата за заштита на културно наследство, верувам дека и локалната самоуправа ќе успее да смогне сили, заедно со Центарот за управување со кризи, да најдат и да формираат една финансиска конструкција за што поскоро да се надмине ова што сега се случило под влијание на временските услови. Речиси 10 месеци подоцна, Радин мост е на своето место. До него си е и свлечиштето. За голо око не изгледа дека е санирано. Со свлечиштето останал и стравот на жителите. Искачаа, градоначалник искачаа, тие гледаа. Вика, добро, нема толку опасно со ово, но и никој ништо не воде ред. Нима па да дојде некој да рече, чекаме да овој треба да се направи, она да се направи. Там се прави
Може да сам правят улица, сам правят оно, ништо не сам прави. Исто и ово што ти викам. Тако биде. Лизна се карпата, народ се жале и се плаше. Плаше се, немој повише да дојде до по-лошо време. Не го знаемо време какво може да дојде. Може по-лошо време да дојде. Може да отпере таа згора карпата. Оде го знаеш. Радин мост не е единственото нешто што овој кратовец сака да се обнови во неговиот град. Но, признава и дека има работи што се градат, иако не е докрај задоволен како паднала одлуката за реализација. Еве шакти удолете немаше, те ги почнаа да правят се. Накнено тек најн дојдоа и наредија и правят. Секу зиму ги правят. А так кад се правеше водоводот, так нека ја да ги направи. Штипско, 30 август 2016 година. Врвот на тогашната влада и екс-премиерот Груевски ја означи изградбата на гасоводот Штип-Неготино. Согласно предвидената динамика на градба, очекуваме да биде изградена до крајот на следната година. Станува збор за делница со која практично сега веќе изградениот крак во источниот дел на нашата држава се проширува кон Повардарието, а подоцна истиот ќе биде поврзан, односно проширен кон Пелагонискиот регион. Го баравме гасоводот на потегот меѓу Штип и Неготино. Не беше едноставно да се забележи, бидејќи цевките се заваруваат, а потоа се закопуваат во земја. На крај го најдовме во близина на селото Селце. Во моментот додека снимавме нова локација, сепак немаше присутни работници. Но самиот факт што на ова место најдовме заварени цевки и ископани дупки и ровови во кои што треба да се движат тие цевки, и тоа на неколку километри од местото каде што беше поставен првичниот камен темелник, заклучокот е дека сепак гасоводот напредува. Докаде е точно, односно дали ја следи предвидената динамика, е сосема друго прашање. Од Штипско го продолживме патот кон Неготино. Таму во екот на предизборната кампања, владата најави реконструкција на автопатската делница Неготино Демир Капија. Веќе започнаа пред неколку дена и градежните работи и можам да информирам дека една инвестиција од преку 5 милиони евра ќе биде токму тука во овој дел, бидејќи мора да ја подобриме безбедноста на патиштата. И на вистина, делницата од Неготино кон Гевгелија е затворена. Патот почнал да се гради на крајот на ноември, а се ветуваше цела година. Според годишната програма на државната фирма за јавни патишта, тендерот за делницата требало да биде распишан во јануари. Еден месец подоцна, во февруари, министерот за транспорт најави почеток на работите. Сакам да најавам пред сите граѓани дека во летниот период започнуваме со изградба, односно целосна рехабилитација на најлошиот дел на автопатот на коридорот 10. Со летото сепак не почнали градежните активности, па на крајот на август истиот министер дава нов датум за почеток на реконструкцијата. Неготино Демир Капија го почнеме сега за следниот месец работа. Тоа е најоштетениот дел. Да, тоа е многу оштетен дел, го забележа преска. Патот не почна да се гради во септември. Стартот се случи во зима. Случајно или не, 15 дена пред изборите и само неколку дена по митингот на владеачката партија во Неготино, каде повторно беше ветена рехабилитацијата на делницата. Местата што ги посетивме се дел од многобројните локации каде владата, министерствата или други државни органи почнаа проекти во предизборието. Во колку примери, работата застанала веќе следниот ден по сликањето пред камерите или пак активно се работи, не може да се провери лесно.
Најблиску до таков систем се проектите сервис за проверка на факти и вистиномер на невладината Метаморфозис. Во предизборниот период вистината до некаде страда. Таа страда и кога политичарите се фалат за она што го направиле, а може да се каже дека страда и во однос на нивните ветувања. Онаму каде најмногу страда вистината според Петрески се големите проекти. Најчесто се пренесуваат оние ветувања кои се скапи за исполнување. Значи, каде што треба многу пари. Не знам, каде што треба стотици милиони евра за брана Чебрен Галиште, каде што треба десетици милиони евра за клинички центар во Скопје и во Штип. Дури имавме и случај кога напишавме текст за едно ветување дека е повторено повеќе пати и во него имаше линкови до старите програми, да една политичка партија не и се допадне тоа и да го избрише стариот програм, не знам, од пред 2, 3 или 4 изборни циклуси, за луѓето да, ако кликнат на тој линк, да не можат да видат дека тоа е ветено пред 5 или пред 8 години. Потоа, гледаме давање на ветувања, така наречени ситни ветувања, кои во голем дел се исполнети. Но и покрај загубената вистина, Петрески мисли дека и лажните ветувања се уште имаат висока употребна вредност. Колективната меморија на општеството е кратка за да запамети што и кога било ветено. Корективот на власта, медиумите, одамна го загубија капацитетот редовно и темелно да следат што е почнато и ветено, а што е реализирано или нереализирано.